Секој ден палестинците во Газа трчаат во смртоносна борба со надеж дека ќе добијат храна. Израелските војници отвораат баражи од огнено оружје кон толпите што минуваат низ војните зони за да дојдат до помош, а крадци вооружени со ножеви чекаат да ги нападнат оние што ќе успеат. Палестинците велат дека беззаконието расте додека се принудени да влегуваат во смртоносна трка за да ги прехранат своите семејства. Оние кои имаат среќа успеваат да обезбедат неколку пакетчиња леќа или кеса брашно. Многумина се враќаат со празни раце и мора да се обидат повторно со искушението следниот ден. عندك تخش في الشوارع عشان انت توصل اول ناس اللي هي نقطة الموت بسميها، انا مسميها نقطة الموت. الدبابة طبعا قدامنا والرافعة قدامنا والكاب طرفقينا وفي جنود كانوا على الارض بقناصات. كل واحد بيتحرك قبل الميعاد بتم طخ عليه اطلاق النار. طبعا اول ما تراجعت الدبابة بلشنا احنا نجري. طبعا مسافة كبيرة يمكن تقريبا 600 متر بنجريها من المكان اللي كنا احنا فيه عشان نجيب المساعدات. Палестински сведоци велат дека војниците пукаат за да ги спречат толпите да се движат покрај одредена точка пред да се отворат центрите или затоа што луѓето го напуштаат патот одреден од војската. Тие опишуваат силни напади од тенкови, снайперисти, беспилотни летала. ما قدرتش اجيب شيء لانه هم بيجيبوا حاجات بسيطة حاطينها في مكان ضيق وكل الناس فوق بعض، الناس بتقتل بعض، بتموت، بتدبح بعض بسكاكين وبلطجية يعني كثير غاب. فيش انا اكلت هواية سكينة وروحت. بعدين الامريكان برشوا غاز بحرق، بيعمل عينين بتبطل تشوف. يعني هذه معاناة مش قليلة اللي احنا بنعانيها، هذا ظلم. Израел почна да дозволува внесување храна во Газа минатиот месец откако целосно ја прекина на 10 недели испораката на хуманитарна помош. Обединетите нации велат дека тоа не е доволно за да се спречи гладувањето на палестинците во појасот Газа. Илјадници луѓе мора да пешачат километри за да стигнат до центрите за храна, од кои 3 се на крајниот југ надвор од градот Рафа. Палестинците велат дека опасноста започнува кога толпите влегуваат во израелската воена зона што ја опфаќа Рафа.